Ти благодарам за прекрасните зборови, стварно ми значат. И навистина благодарам на... Знаете, кога започнавме ние 2010-та, започнавме доброволно дома да се собиравме, значи со Иле, со Данче, со Дарко, со Мими и имавме навистина убави дружења, ама и искуство. Знаете, не беше само моментот дека ние сега ќе се дружиме, ќе ни биде супер, ќе читаме, туку навистина се случува чудесни работи, значи во моментите додека сите заедно се молевме, знаете, на Христос. И тогаш 2010, значи знаењето што беше во нас за самиот Господ, ќе кажам, значи беше на минимум. Ајте, дојдовме со некоја позадина каде што бевме под закон, нели, ќе кажам. Тоа ни беше представено и презентирано предходно во животот. И тоа е интересно, знаете, како не водеше Христос да се запознаеме и со Никочи, и со Јокопа, да стигнеме и до црквата. И знам, првиот пат во црква Александар ни проповедаше и зборуваше за благодат. Значи, во мене така се роди еден гнев. Си викам, што зборува, бе, знаеш, човек, ова не е добро. Ајде. И, уствари, благодата во човекот може да предизвика гнев. Бидејќи кога човекот живеел во еден мод долго време и сега одеднаш кога ќе ти каже човека, бе, Господ е добар, знаеш, те спаси, не мора ти било што да правиш за да заслужиш, и тоа во тебе како да ствара како гнев, бе, јас, знаете, до сега сум работел за Господ, значи јас сум бил свет и сега ти ми кажуваш дека тоа на мене ми паѓа во вода и нешто таму благодат. И му благодарам на Христос за него. Благодарам што он буквално ме зема во прегратки, ми беше како татко духовен. Знам дека многу го гњавев, го прашував на Facebook, значи многу прашања, 100, 200 и поише. И он кротко ми одговараше на сите прашања. И ќе продолжиме со сведоштвата некој следен пат, оти сега кога ќе се свртам, целиот тој пат е прекрасен и благодарен сум што во црквата се запознав со Данче. За таа приказна ќе ви кажам некој следен пат, и тоа беше чудесно, како судбоносно, ќе кажам. И навистина ти благодарам што се до сега што пројдовме заедно и што ќе пројдеме. За ништо, значи, не сум ни жалел, туку едноставно го живееме животот по благодат, во вера и во благодарност за крстот на Христос. И малку ми стави, знаеш, притисок, затоа што се согласувам дека работите што ги зборуваме треба да ги покажеме, да ги живееме. И јас сега работиве што ќе ги спомнам, дел сум ги прошал, дел ги проаѓам, а дел ќе си ги кажам за мене, за да почнам да работам на нив. Оти, важно е да кажуваме и за работи што не сме ги прошле, за самите себе и за тие што не слушаат. Значи, многу луѓе во собава можеби тоа го поминуваат или го прошле, па ќе го видат само како едно искуство, како мудрост. Да. Океј, многу често со луѓето што се гледав, што се дружев,
од страна слушав некои муабети, така интересни, дури беа и како страшни, во стил на пазете се од ѓаволот, опасен е. Во ред, може би бил пред крстот. Меѓутоа сега кога Христос воскресна, мислам дека е како маче. Бидејќи да беше опасен, ќе беше многу страшно, знаете, за сите нас. И како се креваше на фама дека пази да не те слушне ѓаволот, он знаеш каде што тоа како беше копа, нешто таму ора прави и добро све. Океј. Али ќе сакам да видиме кој е Христос, знаете, да се фокусираме на Христос, бидејќи стравот можеби ни беше слика и прилика порано. Меѓутоа сега кога се цврстуваме во Христос, знаете, многу од вас ме знаат уште од 2010 али и претходно да можете да ме видите, значи јас кога требаше во школа да излезам да одговарам на прашање, значи јас се тресев од страв и се кочев и ќутев. И кец, а знаев значи све. И не сум ни помислил дека еден ден ќе зборувам, значи во црквата, во христијански центар и тоа ќе бидам смирен, полека, без многу проблеми и добро е што не ќутам. Иначе тогаш пример да бев, значи знам се, хајде кажи, зуцни. Не можеш, наставник. Страв те кочи, значи те става во парализа и крај. Иди па мрдни. Али чекорите со Христос се многу важни за надминување на тие стравови и сега знаете кога ќе погледнете е смешно, знаеш. Работите што си ги прошел, се мачал за безпотреба. Ајде да нурнеме малку во Словото, да видиме таа фама, таа една слика каде што Исус со ѓаволот се туркаат на рака. Значи тоа е бајка, тоа не е вистина, значи тоа знае, бидејќи е слика, знае длабоко да влезе во нас и без да се примети, без да бидеме свесни, ќе може заради таа слика која што оставила во нас впечаток, можеме да реагираме на начини во стил добро, Исус е силен, ама ти не знаеш со човеков, тешко е, нема шанси ни Исус. И тука е границата каде што ќе мора да се прехече. Значи, Исус е владетел, он е цар. Да прочитаме во Откровение во првата глава 17-18 стих, да видиме кој е Исус во целата негова слава. Предходно ќе си прочитате од 12 глас, од 12 стих, да видите за неговиот глас, за неговата појава, која е страшна и нежна, полна со љубов. Во 17 стих, и кога го видов, зборува за Христос во славата, паднав како мртов пред неговите нозе, а тој ја положи својата десница врз мене и ми рече: не плаши се. Јас сум првиот и последниот и живиот. Бев мртов и еве, жив сум во сите векови и ги имам клучевите на адот и смртта. Да не ги праќаме луѓето во пеколот, или ако ги пратиме во пеколот, да знаеме дека Исус таму ќе ги пречека. Клучевите се кај Христос. Може би беа кај ѓаволот предходно, човештвото му припаѓаше, али кога воскресна Христос, тие клучеви се во рацете на Исус и смртта и пеколот. Чисто да размислите кој
е шефот и на пеколот. Колошаните, да видиме втора глава, да видиме кој е Христос. Дури не можам да кажам да го споредам со ѓаволот, оти е смешно и знам дека можеби ќе ми се смеат што спореглувам, ама чисто да се затнат тие гласови, тие канали на страв. Ѓаволот нешто ќе ни прави, не може. Колошаните 2 глава од 13 до 15 стих. Вас и јас, кои бевте мртви во престапите и необразението на вашето тело, ве оживеа заедно со Христос, простувајќи ни сите наши престапи и бришејќи ја врската од нашиот долг, која со своите одредби беше против нас. Тој ја отстрани кога ја прикова на крстот. Сите заповеди што беа против нас, бидејќи бевме слаби во тело, Христос ги закова на крстот за нас. Кога се гледаме себе си, да се гледаме како Христос. И ги разоружа поглаварствата и властите и јавно ги изложи ликувајќи над нив преку него. Значи, се плашиме често од човек што јавно е изложен на срам и не е ни се присутен. Значи, он сега е некаде длабоко во пеколот, во мака, бидејќи Христос го победи. Го посрами пред неговите ангели и демони. Кој е он? Никој и ништо. Усрамен, победен и вечно во мрак. Евреите 1, 2, 3. Што вика овдека? Кој е Исус? Кој е Бог Таткото? Они се едно. Во последниве денови ни зборуваше преку Синот кој го постави за наследник на се, за Христос, и преку кој го создаде и светот. Тој, Исус, е одблесок на неговата слава, на Таткото, и одраз на неговото битие. Исус, кој се одржува преку моќта на својот збор. Значи, на мене ова ми влага сигурност, онака ми иде да викам горе, да се радувам. Значи, го држи, се одржува преку моќта на својот збор, откако изврши исчистување на гревовите. Седна оддесно на величеството во висините. Че ги исчисти сите гревови. Што постоја, што постојат, што ќе постојат, додека да дојде, ги исчисти сите гревови. Нема споредба со ѓаволот. Еден Бог е. Често знаеме да му дадеме и примат како на Бог. Ангел е, обичен ангел. Што е паднат. Значи веќе не е ни то. Марко 12 глава. Значи ѓаволот не е Бог. Чисто ние да се подсетиме за тоа да ни се вреже длабоко во подсвеста и во свеста, кога ќе бидеме во ситуација да знаеме како да делуваме. Во Марко 12 глава, 28-29 стих. Пристапи еден од закониците кој чу како се препираат, а знаејќи дека им одговори добро, го прашуваат Христос. Која е прва од сите заповеди? Исус одговори, првата е слушај, о Израеле, слушајте, о црква. Господ, нашиот Бог е единствен Господ. Единствен Господ. Нема друг. И фала му на Господ што е добар, што немаме Господ да очекуваме зло. Злото е само една имагинација што може да се створи во човекот. Значи, еден е Бог, силата е една, има една сила. Амин.
сум пишал овдека да не се спротиставуваме на злото. Знаете, ние често знаеме да реагираме, а Христос не повика да бидеме проактивни. Некој тригер во нас ја крева реакцијата додека возиме, некој ќе не пресече, не реагираме, разбираш. Павле ни кажува дека иако сме во телото е мртво, значи живо е, ама е мртво за реакциите. Живееме преку вера. Значи ние сме повикани да бидеме активни, ние да бидеме причината. Ние да внесеме љубовта во светот, а не да реагираме. И јас реагирам на некои ствари. За тоа кажав дека сум во процес, али што повеќе ова го читаме, се храбриме, растеме во свесноста, во светлината на Христос, дека не мора на све да реагираме. Злото ќе исчезне од недостаток на внимание. Значи целото внимание да го насочиме кон Исус Христос, кој живее во нас, кон Светиот Дух. Да бидеме луѓе зацврстени што ништо ќе нема да не мрдне, да не помести. Знам дека изгледа како фантазија, меѓутоа ова ни припаѓа на нас да живееме во победа, во слобода. Колошаните 2.6. Често знаеме да заглавиме во текот на патот и во ред тоа сме заглавувале, значи и ние дошле некои проблеми, сме реагирале, не превзело тоа во ред, но да се подсетиме како започнавме со Христос и како да продолжиме. Тоа значи го пишува во Колошаните 2.6. Класично вака со Библијата, за да видат дека читаме Библија, ние да не се праша, да не даде тоа во знак прашање. Извини што не можам да ти ги наведам, ти секогаш ги наведам. Окей. Тоа е тоа. Ефешаните 2.6. И така како што го примивте Христос Исус Господ, така и да живеете во Него. Како го примивме Христос? По благодат преку вера. Благодатта е дар, ама и верата е дар. Верата кога Исус воскресна, на сите луѓе им даде мерка на вера. Значи и таа вера што сега ние ја користиме е дар и му припаѓа на Христос. И кажуваме дека е наша, бидејќи веќе ни ја дал, и наше е да ја користиме по благодат. Значи ова е многу интересно и клучно да се освестиме како сме почнале. Започнавме на сила? Не. Слушнавме за благодата, не привлече добрината. Верата што веќе беше во нас, заради Словото на Христос се активираше во нас. Во нека област сме биле во мрак, ни свети и па ова вака е. Значи јас сум спасен по благодат и верувам во благодатта. Верувам дека таа благодат на Христос ме спаси. Чиста благодат е тоа. Римјаните во 6 глава во 17 стих го потврдува ова што го зборам. Само да најдем. Бидејќи ние бевме послушни на учењето, на доктрината, а не бевме послушници на одредби или на луѓе или на било што. Да видиме Римјаните 6 во 17 стих. Но му благодарам на Бог, значи его Павле, зашто вие, иако му бевте робови на гревот, му станавте послушни од се срце на учењето. Ја порано знам,
се мачев, ќе сгрешам, непослушност, грев, пак сум во робството, ама послушен на доктрината. Значи му благодарам на Бога што бевме тоа што бевме и сега слушнавме за благодата и станавме послушни на благодата, на учењето, на доктрината за благодата. Дека по благодат сме верата ја ставивме во благодата. Му станавте послушни од се срце на учењето на кое му се предадовте. И откако бевте ослободени од гревот и станавте робови на праведноста. Човекот робува на тоа што е послушен. Ако во случајов ние сме послушни на благодата, ќе робуваме на праведноста, ќе робуваме на благодата, на слободата. Амин. Амин. Се согласуваме, ова често зборувано, значи кај нас во црква, дека секоја промена доаѓа од внатре, во нас, а се манифестира кон надвор, во надворешниот свет. Сега, тоа што значи? Кога ние реагираме на надворешните работи, тоа значи дека има нешто што треба нештото внатре во нас да го смени. Не надвор, бидејќи надворешниот свет е последица, а причината е мислата, на што размислуваме. Ако промената доаѓа од внатре, логично е дека нема што во светот да не дирне. Ако дојде некоја грижа, тоа е знак, предпоставка и не е страшно и јас се грижам. Грижата е предпоставка, замисла дека ни предстои иднина без присуството на Христос. Тоа е можно? Он е цело време присутен во нас. Може би не сме биле свесни, но добро е сега да го чуеме за да почнеме да стануваме свесни. И полека сите грижи што не натовариле да се симнат од нас во слободата на Христос. Значи, ние не сме жртви на околности. Ако ти понудат нешто, некоја работа, некој благослов, зграбчи го со две раце. Да не биде причината, ама и да го земам, владава ќе не зезне, џабе све, знаете. Ќе почнеме 2 месеци и некој од некаде ќе дојде. Не. Значи, ние живееме во царството. Ништо од овој свет да не дозволиме да ни биде кривец. Ние не сме жртви на околности. Кажав, надворешниот свет е последица, немој да ја менуваш последицата, смени ја причината, смени се внатре себе си. Во Лука 2:49 ќе нема да го читам, кога Христос се губи, кога го бараат како дете и го пронаоѓаат во храмот. Исус ги вика, зарем не знаете дека јас треба да бидам со таткото? Значи, нашиот бизнис и мојот и твојот е со таткото. Ниедна причина од надвор ќе нема да и не смее и не може да не спречи за тоа што е внатре во нас да го изразиме. Значи, да тргнуваме од себе си. Надворешниот свет е последица на твојот внатрешен човек. Преска прочитавме за првата заповед, а втората е љуби го твојот ближен како себе си. И кој кажа една шала, не сакам било кој да ме љуби, ако први не се љуби он сами од себе си. Ќе нема да ме љуби квалитетно.
Значи, првично, причината е внатре во нас, љубовта на Христос. Е внатре во нас. Промената доаѓа од нас. Се што живееме ние лично, како поединци во надворешниот свет, се што ни се случува, последицата е последица на нашиот внатрешен човек, на атмосферата на умот, што мислиме и што чувствуваме. И тоа е, значи, многу битно. Ќе го пројдеме и тој дел. Римјани 12.2, значи го знаеме сите. Да станеме сега, ќе го испееме дори јас. Немојте да се сообразувате со овој свет. Туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум. Значи, го обновувам мојот ум, не се обидувам да го обновам туѓиот ум. Кога твојот ум ќе се обнови, нема шанси да привлечеш нешто што не ти е својствено, што не ти е во мислите, што не е твое. Туку ти ќе бидеш причината, ќе зрачиш со љубов. И тоа ќе ги менува луѓето. Али првично го менуваме ние нашиот ум. А не, ќе одам сега, морам умот да му го сменам и кога ќе го смени он, нема што да докажуваш ти, да менуваш човек. Тоа е работа на Светиот Дух. Ние се градиме лично, внатре во нас, за себе си. Го менуваме нашиот ум. За ние да бидеме, да покажеме на светот, бидејќи може некој ќе нема да прифати, ама светот со копнеш и земјата и све што е живо чека на нас да се откриеме во таа слобода. Да престанеме да се судиме, да се грижиме, да се осудуваме, ама гревот, ама сгрешив. Исус тоа го покри. Целиот твој фокус стави го на благодат. Изгради се во себе. Љуби се ти, бидејќи Христос те љуби. За квалитетно да го љубиме светот и ближните наши. Тоа е, значи, многу важно. Бидејќи на тој начин пробуваме каменот да го претвориме во леп. Ви текнува стапицата на ѓаволот, ако си гладен, камено претвори го во леп. И ние често се мачиме каменот да го претвориме во леп. Ќе работиме на човекот. Не, го менуваме нашиот ум, работиме на себе. Па он ќе се прилагоди на атмосферата што ќе делува во нас. Атмосферата на љубовта ги топи сите работи. Кога ти како човек ќе влезеш било каде, кога работев на почетоците во една фирма за производство на леп и бели пецива, и работевме таму со еден колега и ми приде, значи му немам спомнато за Господ. И вика, брат, вика, нешто, вика, чувствувам, знаеш, во тебе, вика, како зрачиш, како светиш, како љубов. Со тебе, кога работам, како сум сигурен, знам дека ќе завршиме работата, дека ќе биде добро. Без да му кажам. И после тоа, јас тоа го искористив само како причина, бидејќи он си праша, од каде е тоа? И јас му кажам. И сега до него е, и го препуштам на Светиот Дух, докаде он ќе стигне со учењето. Ако е послушен на учењето што му го дадов, бум. Бум. Ако слуша, ќе се препознае. Сега сакам накратко да објаснаме на релација на мислите и на чувствата, и на мислите, бидејќи знаеме да влеземе како во луп, како во бесконечен круг. Значи,
чувствата се потребни, се битни за манифестација на работите. Меѓутоа знаат да бидат проблем кога тие чувства ни дошле од нешто што сме го виделе во светот, што сме го прошле дури во минатото, некоја меморија. Еве вчера се возевме во кола и некој рацете ги прсна со тоа за чистење и на мене одма ми се врати тоа чувство на 8 на 10 години кога ми правеа операција на крајниците и ме потсети како онака го преживеав пак значи чувството е краен продукт на искуството. Значи тоа си го прошол, си го врзал за емоција, за чувство и сега кога и тоа да се случи во светот или да те потсети, ти се ставаш во тоа, значи се враќаш во минатото каде што не припаѓаш и операција пак. И целиот процес ми се сврте во глава, како ме држа, како ме успеа, како се борев, како учукав таму една, значи многу интересно. Сега кога работиме на себе си, кога емоцијата ќе тргнеме од минатото заради љубовта на Христос. Сега веќе тоа искуство го гледаме како мудрост. Кога сме откачени од чувството на страв, значи ја тогаш се тресев. Страшно ме разбирате. На 10 години тогаш со медицината и сега не е, ама за тогаш значи беше страшно, значи кога ги видов тие стремни таму ќе сечат внатре, разбираш. А дете, јас сум пукал вака. Адреналин 200. Меѓутоа сега кога ја тргаме таа емоција, како што кажав, тоа искуство ни е мудрост. Како мудрост, како искуство, ќе кажем, што веќе не ни влијае, да се плашиме од спреј, ќе го кажеме на некој човек како мудрост, што можеби се плаши, па и од тоа. Ќе му донесеме слобода. Значи, тоа е проблемот на чувството. Затоа, нашата работа е да мислиме повеќе отколку што чувствуваме. Бидејќи 12.2, промената доаѓа од промена на нашиот ум, а не на чувствата. Чувствата ќе ги препливаш ако мислиме повеќе. Што да мислиме? Колошаните, мислете на Христос, на тоа што е горе. Да мислиме на благодата, на љубовта на Христос, да мислиме на вредностите на Христос, да мислиме на доблестите што ги пишува во Петар. Само да видам што сум пишал. Мислата е главната причина која ќе се закотвиме во атмосферата на Христос. Добиваме и такви чувства. Еве сега јас почувствував додека се славеше и додека кога ме представи, почувствував, ми дојде чувство на сигурност. Значи, мислите се за умот, а чувствата се за телото. Имаше Дуковски една проповед, многу добра, ви ја препорачувам да ја преслушате на Подоматик за верата и за чувствата врз база на Марко 12:23. Кога веруваме, верувате дека примивте. А тоа значи, кога сме примиле, значи со секое примање доаѓа и чувство на радост. И тоа е и царството, мир, праведност и радост. И ти знак дека веруваш е дека ќе се чувствуваш добро. И јас денеска навистина се чувствам прекрасно. Да. Зашто кажам дека мислата е главната причина? Евреите 11.3, многу интересно.
чисто ќе го прочитаме да размислувате за тие процеси на умот и на телото, на чувствата. 11.3. Со вера разбираме дека световите се создадени со Божиот збор, така што видливото произлегло од невидливото. Тоа што го мислиме, што сме во тој мод, во тоа расположение, ќе произлезе во нашиот свет, во дела, и тие дела, искуства, ќе ни создадат чувства. Чувства на дека сме сигурни кај Христос, чувство дека си спасен, и спасението опфаќа и дух, и душа, и тело. Значи, многу е битно да се чувствуваме добро. Ако цело време се чувствуваме лошо, за мене тоа е знак што мислам. Се испитувам што мислам. И ѓаволот знаеме дека верува и се тресе. Ама се тресе од страв. А ние ако веруваме во љубовта на Христос, ќе бидеме во атмосфера на радост и на мир. И да не се плашиме ако се чувствуваме. Еве, јас се фатив како во тој, како во круг, може би 2 месеци станував од спиење и лут од ништо. И лут. И си викам, која е причината? И тоа се го испитуваме каде што Павле ни вика, испитајте се во верата до каде сте. Не е тоа испитување како ја порано што прави сега, што е, знаете, како да се испитам. Веруваме во Христос, па веруваме, добро. И после тоа пак се будиш љут, без причина. Нешто од предходниот ден некој ти изгрешил, си се карал, се будиш љут. И тоа е сигнал дека пребиваме во атмосфера, во мислите, во човекот е тоа што мисли. Испитај се во верата. Кога знаеме дека некоја работа сме ја сменили, или дека се сменила во нас? Возам со кола, ми свират, ме пресекуваат, ти си крив. Дури джамот, каде гледаш? Реакција. Сега, што е испитување на верата? Кога ќе се најдам во таква ситуација, и ако реагирам смирено и мува да не ме лази, значи сум вложил во себе си, сум медитирал на Христос, сум мислел на Христос. И тоа ме сменило мене, и следната ситуација, околност, сум смирен. И тоа е знакот дека сме победиле, сме го надминале. Значи, сигурно да се подсетите во животот, ќе си кажете, че тоа го поминам, Значи, тоа е тоа испитување на верата. При крај сум, сакам да прочитаме, да се охрабриме навистина, да не бидеме жртви на околностите на надворешниот свет, туку да се градиме внатре во себе си, за да бидеме благослов и за нас, и за дома, и за комшиите, и за целиот свет. Во Стариот Завет, во Создавање, во 13 глава, во 14 и 15 стих, што стои? Ви текнувам на приказната, ќе ви текне во текот додека ја читам. Господ му рече на Авраам, откако Лот се оддели од него, подигни ги своите очи од местото каде си. Сакам фокусот да го ставам на тоа, значи да ги подигнеме нашите очи од таму каде што сме. Да не чекаме нешто да се смени. Владата, да се смени шефот на работа, да се смени
кафематот за да пиеме кафе, туку од таму каде што си. Значи, од проблемот, од кашата, од таму каде што си, од дома, од темнината. Од таму каде што си, да погледнеме на Христос. Што вика? 13, 14, 15. Подигни ги своите очи од местото каде си и погледај кон север, кон југ, исток и запад. Да погледнеме во царството, да погледнеме што ни припаѓа. Зашто сета земја што можеш да ја видиш, ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство до века. Значи, ние ја имаме силата преку зборот на Христос, преку авторитетот во нас, да се подигнеме од таму каде што сме и да почнеме да зборуваме на работите и тие ќе не послушаат. Да не чекаме до некаде да стигнеме, да се сменам, барем да се ишишам, па ќе кажам, од таму каде што си, почни да зборуваш во вера. Зошто? Овој стих е многу јак, го потврдува тоа. 2 Коринтијани 4:6. Многу моќен стих. 2 Коринтијани 4:6. Вака некако вика. Зашто Бог кој рече светлина да светне од темнината. Чудно ова. Светлина да светне од темнината. Светлина да светне од ракот. Светлина да светне од проблемот. Од дното. Од тоа што е болно, што не е добро, да светне светлина. Е тој кој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава. Ние можеме да правиме многу повеќе од тоа што го правиме, од тоа што го мислиме и од тоа што го чувствуваме. Само треба да се охрабриме, да работиме на себе и да почнеме да изборуваме од темнината да повикуваме светло. Кога ќе одиш кај комшијата или кај некој близок да се молиш за некој човек што е болен. Не мора да колнеш, да сушиш, и тоа си има, значи, свој дел. Едноставно, од ракот повикувам здрави клетки. Од, не знам, од леукемијата повикувам црвени клетки. Од темното повикувам да светне светлина. Значи, таа моќ ни е на располагање. Амин. Да размислуваме, бидејќи овие работи ни припаѓаат, а нас колку и да ни се смеат во светот, значи ние живееме преку вера. И да не се разочаруваме ако не видиме резултати. Еден билдер, кога билда, еден ден иде во теретана и се враќа дома, жена, ништо бе мажу. Ај ќе одам пак. 2 дена, жена, ништо бе уште. 3, 4, 10 дена. Абе ништо, леле, ја чабе, вешпам, ќе одам уште. За 2 недели, за месец дена, опа, рикнало. Добро, има нешто, дефиниција. И човеков беше болен пред месец дена, отиде сега се провери, добар е, ова среќа. И ти ќе знаеш дека не е среќа. Туку ти си повикувал светлина. И таа светлина која ќе светне толку јако што ќе биде сведоштво самото за себе и што ќе привлече уште повеќе исцеление и внимание. Амин. Евреи 11:6. Може би малку проповедам споро, затоа ќе биде подолго, меѓутоа ги сметам работиве дека се битни. Супер. Затоа уште би требало, значи да, за брзо време да ќе заврши. 11:6. А без вера не е можно да му се угоди, зашто оној кој му пристапува на Бог,
Значи овој стих да не плаши, значи ние имаме вера. Работата е како да ја активираме, да ја препознаеме. Значи не е прашање јас немам вера, тогаш ќе нема да пристапам. Не, од таму каде што си ќе повикаш, значи светлина. Од проблем. А без вера не е можно да му се угоди, зашто оној кој му пристапува на Бог мора да верува дека тој постои. Да, Бог постои, ама често ние веруваме дека постои на небото десно на таткото. Ама и постои во нас. Понекогаш се губиме, знаеш, во таа чувство како осамени сме, како кршливи, кај Господ? Господ е во мене и во тебе, внатре во нас. Да се одржиме во тоа, дека Бог на вистина, значи живее во нас, во мене и во тебе. Постојано е присутен. И вториот дел е многу интересен, ја порано од тоа се плашев, и дека ги наградува оние кои го бараат. Сега, зашто, Господи, ја вчера ти сгрешив, бев непослушен и сега јас да пристапам, ајде, во мене си, ама како да барам и награда? Наградата не зависи од тебе. Наградата ти се дава заради Христос, заради завршеното дело на Христос. Значи, да пристапиме да бараме награда. Кај Таткото во благодарност и благодарам Исусе Христе што ја заврши работата на крстот за мене и јас сега заради тоа сакам награда. Чудно, а? Оти премногу долго, знаеш, сме биле во модот на милоста, е супер и се фокусираме на потребата, ама потребата е на ниво на милоста. Да скокнеме на наградата е на ниво на благодат, каде што ти не сме заслужиле ништо, ама ќе добиеме награда заради благодат. Амен. Значи, едноставно да размислуваме, да бараме и награда, а не само ми треба тоа. Потребата зборува за недостаток, а благодарноста во вера зборува дека веќе сме примиле и тоа што е внатре во нас ќе се манифестира. Примерот со билдерот. 2-3 дена, за 4 дена, за месец дена, за 2 години. Ја 10 години сум во црква, студирам дома, значи со Христос со откровенија и можев да застанам и пред 5 години да зборувам. Ама му благодарам на Господ што сега. Павле, ќе си читате во Библијата, 15 години добиваше откровенија од Христос кога му светна, кога го заслепе. 15 години се градеше во Христос, го немаше на сцена. И кога дојде вака парта. Затоа да не се брзаме. Иако некои работи се хитни, во смиреност и во благодарност, дека веќе сме го примиле и ќе ни биде. Амен. Ова кажавме дека потребата е на ниво на милоста, наградата е на ниво на благодат. Очекувај награди. Ефешаните 3:20. Сум пишал тука, верата е еластична. Овој стих е многу добар. Да не бидеме луѓе што ќе направиме ферата крута и да ни пука, знаете, на секое тоа што е круто, ова да се мавне со секира, ќе пукне, ама кога работата е еластична, тешко дека нешто од надвор дека ќе го пукне. И баш такво откровение, знаете, ми дојде дека верата е производ на Христос во нас и таа е еластична, не може да се скине. Зошто? Во соодност на што е еластично, Ефешаните се мора да најдем, да прошушкаме. 3:20, овој стих ми е еден од омилените.
а на оној кој може да направи неспоредливо повеќе од толку што можеме да бараме или да замислиме според силата што действува во нас. Може Исус да направи неспоредливо повеќе од колку што ние можеме да побараме. Интересно тоа ми е да замислим. Че верата е еластична во однос на твоите замисли, во однос на твоите фантазии, во однос на твоите имагинации. Да, битно е и да почнеме со малите сонови, меѓутоа да бидеме слободни, да сонуваме, да замислуваме, да си правиме ментални слики за добри работи, што ни се случува. Значи, ќе нема да искочиме од верата, ќе нема да пукне. Значи, таа е еластична, испитаја и превиткаја до максимум. Фантазирај, замислувај за работи што ти се пророкувале, што Исус лично ти ги кажал во, значи, кога си бил насамо со Светиот Дух. Да не бидеме веќе сум стар. Не си стар, значи нема врска годините и времето со верата. Можеме да манифестираме се што ќе замислиме. Амин. Амен. Едноставно да се опуштиме во таа слобода. И ќе завршам со едно многу интересно, чисто ради свесноста да се крене. Исаија 46 глава 9 и 10 стих. Вака вика, овој стих е многу добар. Спомнете си за минатото, не за нашето, туку за минатото од аспект на Господ. И јас сум Бог, и нема друг Бог. Ми текнуваш што зборахме на почетокот? Бог е еден, да не го споредуваме. И јас сум Бог, и нема друг Бог. Никој не ми е сличен. Оној сум кој од почетокот го открива свршетокот и јавува однапред за она што уште не се збиднало. На почетокот јас бев детенце со проблемот на говорот и кога ми пророкуваа дека ти ќе зборуваш, шок, од каде? Еве го Господ од почетокот ми објави што ќе биде. Сигурно и на вас ви има објавено ствари. Знам дека во нашата црква се пророкува на сите. Да ги земеме тие работи, да ги зграбчиме, бидејќи ни припаѓаат на нас по наследство и по право. Јас велам, мојата одлука ќе се исполни, ќе извршам се што ми е по волја. Значи, гледате која сигурност ни ја дава Христос. И тука ќе сакам да поврзам со името на Господ, што често пати се објавува на луѓето. Знаеме дека им се објавува во многу имиња во Стариот Завет и на крајот ни се објавува како татко. Меѓутоа, едно од имињата на Бог, личното име на Бог е јас сум. Сте размислувале? И сега Господ со неговото јас сум се всели да живее во нас. За моето јас, за нашето его, за нашите реакции да се сменат со јас сум на Исус. Како што е Исус горе на небото, такви сме и ние. Затоа вика во Словото да слабиот да каже јас сум силен. Тоа е еквивалентно да повикаш светлина во слабоста. Слабиот да каже јас сум силен. И тоа не е некоја, значи Исус толку многу се вгнезди, значи во нашиот идентитет. Неговото јас сум ни го даде на располагање. Исус кажа јас сум тој што сум. Сега твое е да кажеш тој што сум, кој сакаш да бидеш, кој ти пророкувале да бидеш. Ако се чувствуваш како јас кога се будев и
луд се чувствував, јас си кажав, јас не сум луд, јас сум благословен. Исус им вика, не го изговарајте името на Бог на празно. Секогаш кога лично за нас си кажуваме, абе, јас сум говедо, абе, јас сум ти сток, е злоупотреба на името на Бог. И не е страшно, тоа е во несвесност. Јас сум победник, јас сум благословен, јас сум силен, јас сум тој што сум во соодност на еластичноста на фантазијата и на имагинацијата. Дори и Исус стихов на Исаија го потврди во наврати секогаш низ приказните на Исус, или им кажуваше ова што ви го кажувам, не го кажувајте. Зошто? Бидејќи не треба све да кажуваме на човек, да си најдеме човек или дома со сопругата или со блискиот брак, зашто често знае советот, често знае твојот сон да биде исмеан дури и несвесно од најблискиот. Затоа Христос кажува, не кажувај на никого, ќе те исмеат и ти ќе те вратат во состојба, па да бе, јас кој сум тоа, нема шанси, ти си повикан за пророк, кој сум јас пророк? Значи, еден од аспектите на Христос беше не кажувај на никого. А вториот аспект на Христос, кога им кажуваше на блиските на учениците, ви кажувам, па кога ќе биде да знаете дека тоа ви го кажав што било. Еве го, јас од почетокот го објавувам тоа што ќе биде. Значи, Исус го имитираше таткото. Во Ефешаните 5:1 пишува, ние како деца да го имитираме таткото, да го користиме јас сум правилно. Тоа е името на Бог што е наше и што ни е на располагање. Слободно да кажуваме во вера што ќе биде, па кога ќе биде, ќе биде. Сигурно ќе биде. Или да не кажуваме на секого за соновите, да не бидеме исмеани, туку кога ќе биде, тоа ќе ги кажете. Да бидеме мудри во тоа. Добро, ова го кажав, да го тргнеме своето его, значи тоа значи да умреме за себе си, Исус живее во тебе, тој е твојот идентитет, тој е твоето јас сум. Имитира го Исус како дете што го имитира таткото. И мислам дека во Матеј во 12 глава 37 стих пишува, по зборовите ќе бидеме оправдани и по зборовите ќе бидеме осудени. Да не се подценуваме, да не се осудуваме. Егото ни е на страна, значи ние, стариот човек, умре, го заковавме на крстос. Новото создание е авторитетот на Бог. Јас сум. Јас сум тој што сум. Амин. Исус Христе, аз ти благодарам за твојата чудесна благодат. Ти благодарам за твоето царство, кое што е радост, мир и праведност во Светиот Дух, во тебе, Свети Души. Ти благодарам што ти живееш во нас и царството живее во нас и тронот на благодатта е во нас. И ти благодарам што ќе бидеме храбри да пристапуваме и да кажуваме големи работи. Работи што ни биле пророкувани, што сме ги закопале, соништа што ни биле кажувани, што сме ги закопале. Едноставно, твојата личност да излезе од нас и да свети во постојана светлина и свесност. И јас ти благодарам што ти работиш на тоа во нас. Јас ти благодарам што ќе не научиш тие чувства да ги победиме со твоите вредности, на тие вредности да ги ставиме правите
чувства, како деца твои, синови и ќерки твои. И ти благодарам што секогаш си присутен со нас во името на Исус. Ти благодарам ова слово на сите што го слушаат и што ќе го слушаат да легне длабоко во срцето или барем да размислат за тоа кои сме ние, која е силата, која е помазанието, силата на воскресението што делува во нас. А ние ти припаѓаме на тебе и нас ни припаѓа се, бидејќи ти си Господар на вселената. Фала ти во името на Исус. Амин. Амин.